Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Човекот често знае да си поигра со сопствениот живот, правејќи ситни грешки, но заборавајќи на фактот дека ситните грешки доведуваат до некоја фатална димензија. Токму за фаталните димензии на ситните грешки, но и за истрајноста, вербата во себе и во добрата мисла зборуваме во вечерашната емисија. Прв ќе го поканам нашиот гостин, господинот Борче Мирчевски, кој е директор на Нарконом програмата кај нас. Добро вечер. Добро вечер, добро ни дојдовте. Повелете. Ви благодарам што е вака отворено. Несебично ќе споделите многу работи околу токму зависностите, пред се, дрога и алкохол. И можеби ќе расчистиме некои дилеми кои се, ми се чини многу често тема, но некако под затворени некои врати. Пред се може ли да расчистиме на почетокот што е зависност, а што е болест? Така. Може како не. За волја на вистината, односно за да дознаат гледачите, со еден народски речник може да расчистиме во врска со зависноста една работа. Прво, дали е болест или нешто друго. Дефиницијата за болест, која што би било прифатена, е дека тоа заболување на некој дел од телото. Меѓутоа, зависноста ние ја прифаќаме она граѓанска дефиниција, а тоа дека зависноста е ментална состојба кај човекот, која што предизвикува менување на функционирање на телото, на размислувањето и на однесувањето. Вие имате лиценцата Нарконон Балкан, која функционира веќе на европско, би рекла на светско ниво, не само на европско, овде кај нас и се работи за лечење по природен пат, ако може така да се каже, нели? Методи кои се применуваат за излекување на зависности од наркотици и од алкохол. Прво идејата, како ви дојде и како дојдовте воопшто до размислување на оваа тема за ваков програм да се донесе кај нас? Така, значи кај нас во Македонија ние имаме лицензата за Наркон програмат. Програм е фактички една серија на чекори кои што по одреден редослед се прават за едно лице да се ослободи од зависноста. Значи не стане тука збор за никакво лекување, бидејќи ви кажав на почетокот, тие што сметаат дека зависноста е болест, ја лекуваат. Ние не се бавиме со лекување, бидејќи сме граѓанско здружение и нели во секое здружение има одредена програма по која што се работи, ние имаме таа лиценцирана програма, Наркон програма која што од Лос Анџелес, односно од Америка, и која што е преведена на македонски јазик и сите чекори и постапки може да се изведат на македонски јазик, на албански јазик, на грчки јазик и на англиски. Центарот се наоѓа под Кожув, некаде така беше, нели, местото локацијата е. Зборувавме кусо само дека најдена е соодветната за тој период кога требало да се постават условно речено нели темелите, па сега веќе размислувате и за одредено проширување и воопшто нели зголемување на истото. Со какав капацитет е во моментот? Со оглед на тоа дека сме малку оддалечени од град, капацитетот не е многу голем, од 10 до 15 луѓе може да ги прифатиме за подобра индивидуална работа. Значи не е некој капацитет, не знам какав, туку 10 до 15 луѓе да можат на мира или индивидуално да се работи со нив за да се спроведат низ тој наркоман програм кој што би било решение за нивната зависност. Кога знаете дека е вистинскиот момент кога ќе дојде зависникот да се лекува или едноставно програмата изискува одредени чекори степени на подготвеност, условно речено, ако можам така да кажам, на зависникот, за да може да ја примени истата. Па потоа ќе откриваме што уствари ви значат тие чекори и кој е принципот на работа со зависниците. Така, со оглед на тоа, кажав на почетокот дека ние зависноста не ја третираме како болест, туку дека третираме состојба. Ментална состојба, која што му ги променило поради користењето на одредени токсини, отрови, функционирањето на телото, но не органи, туку самата дрога што е внесена или токсините во телото прават да он се однесува поинако и да размислува поинако него. Тој е првиот став во однос на нели? Главната причина што може главната работа фактички што помага Наркон програмата дека едно лице треба да реши дека сака да престане со користење на дроги. Тоа е првиот основ за кој што е потребен за да може да стартува со Наркон програмата. Наркон програмата не е замислена да решава социјални проблеми, туку да реши индивидуален проблем кој е одреден поединец. Значи ние се му се обраќаме на поединецот. Да го реши проблемот со зависноста фактички самиот. Како оди програмот? Па програмот има повише чекори. Значи спуштањето е со значи пред да дојде еден студент кај нас, фактички оди на лекарски прегледи и таму медицината дава своји искази за неговото функционирање на телото, дали има одредени заболувања. И кога тоа завршува, значи они нас фактички ни помагаат, медицината ни помага да видиме дали едно лице е за кај нас, пошто ние не користиме медицина. Они си го кажуваат нивниот став во врска со тоа и тоа лице
И ние како е се во ред, значи нема никакви заболувања крилицата на телото, ние па си имаме наши стандарди или предуслови што треба да ги исполни, за да дојде да ја започне наркон програмата. Додека иде на почетокот кај докторот, фактички тој му припишува витамини за суво спуштање од сите наркотици што ги користи. Кога ќе дојде кај нас, фактички може да користи само витамини кои што ги има во широка употреба и започне наркон програмата. Не започне наркон, он самиот збор значи нема наркотици, значи целиот програм е без наркотици. Кои постапки се предвидуваат и што се правите? Значи како тече однос, дали може да доближиме барем малку, нели? Кога зборуваме дека користиме витамини само, нема лекарства, нема лечење, нема медицина, туку предпоставам одиме на некаков сосема поразличен, и самите велите метод. Но јас како лаик, предпоставам и голем дел од гледачите, би сакала да знам што состои, од што се состои тој метод. Ке ви кажам. Значи, на почетокот кажав дека тоа е нарушена ментална состојба фактички кај човекот, каде што он ги променил однесувањето, го променил функционирањето на телото под дејство на дрогите и размислувањето. Овој метод фактички постои во светот од 65-та година во Америка. Се користи овој метод. Кај нас стигнува далеко. Кај нас стигнува 2004 година, да. Што се прави? Ви кажав, да се вратам само малку, значи кога доктор ќе каже окей, дека може он, дека нема никакви заболувања, доаѓа кај нас. Програмот се состои од одредени чекори, секој чекор си има свој крајен резултат што треба да се појави. Значи сите чекори си имаат собствени резултати, например, на почетокот кога доаѓа влегува во еден дел за абстиненција, каде што треба суво да се спушти на суво, меѓутоа со 24 часовен надзор на луѓе, на специјалисти. Фактички обуката за наркон програмот е специјална обука. Како да ви кажам, ако вие, да речеме, имате завршено не знам кој факултет и одите на специјална обука за возење кола. Така и ова. Наркон програмот е многу едноставен и има специјална обука во врска со тоа. И како да се испорачува, фактички како да се спроведе еднолицен и стои програм. Ние не го лечиме или он е таму фактички како во еден вид коледж. Така, бидејќи престојува и неколку пати ја слушнав дека ги ословувате со студенти. Па тоа само сакав да го нагласам, зошто со студенти, ако едно лице има нарушена ментална состојба, па почне да зема дроги, значи он мора да, која тема он треба да ја проучува? Фактички треба да ја проучува темата на животот. И како би го нарекол некој човек што проучува некоја тема, да речеме градежништво или архитектура, студент по архитектура, он го проучува животот, неговиот живот, кај направил грешки, сам да ги коригира, и за тоа користиме меѓународниот назив студент, бидејќи он таму додека престојува фактички во центарот, фактички он се студира себе си. Се студира себе си. Многу точно. Се студира себе си, кај погреши сам да види. Значи, кај нас нема користење на сугестивни или авторитативни методи, ние да му кажуваме него зошто он тоа почнал да го прави и така натаму. Туку он самиот треба да си дознае. Ние само му помагаме, сме тука, се креира една група помеѓу нас, вработените и волонтерите во центарот, студентот и фамилијата. И на тој начин, пошто решението го имаме, нешто треба да се спроведе, на тој начин фактички ние им помагаме. Волонтерите се дел од токму оние кои поминали низ програмот и се успешно излечени, повторно го потребувам, но сепак еве, се ослободиле од зависноста со вашиот речник, на него потребувам терминот, или има волонтери кои едноставно дознале, знаат за програмата и сакаат да помогнат во принцип? Вака, знам дека тој термин се користи, тој е пуштен во употреба термин и никако да излеземе од таа рамка на тој термин, бидејќи обично се каже дека тие се болни луѓе, тие се меѓу нас. Така. Значи, ако ги видите... И мене ме нервира моментот што ги маргинализираме во одредени периоди, можеби со тоа им даваме повеќе поттик да одат по злото, отколку да им помогнеме да се вратат на добриот пат. Да кажеме, во Хрватска тоталка различна сликата, таму тој го третираат како човек на кој што му е потребна помош. И не е, со извинение, црна овца или не знам што, туку гледат поинаку му дават работа да работи и така натаму. Кај нас, ако ги погледнете резултатите кои што се објавени на одредени телевизии во врска со користењето на наркотици, зборам за наркотици кои што се легални, ќе видат дека Македонија е на прво место. Она што беше како диазепамот што го користиме и слично? Да, такви седативи. Значи, јас не се мешам во тоа, користење тоа е медицината, меѓутоа во медицински потреби кога е потребно и така натаму може да се користи. Меѓутоа ако ти имаш маса на луѓе кои што ги користат тие за некое наводно смирување, е сега пошто тој број најверојатно е голем, јас не шпекулирам со бројки, ги немам тие информации. За тој зголемен број на луѓе на корисници на алкохол и на седативи, спрема луѓето кои што користат, да кажеме, улични дроги, имаат
онака став со омраза дека тие треба ова, дека треба она, а уствари ако видите суштината, ќе видите дека и тие користат наркотици. Во принцип. Во принцип. Додека трае програмот на студентите, Добра. и одвикнувањето од зависности, затворен тип е, односно не смеат да имаат комуникација, имаат посета, немаат, како налага програмот. Така, значи... Смеат да комуницираат, нели, со Да. останатите. Значи, после завршувањето на делот во абстиненција, каде ше сувото спуштање, со помош и на луѓе одредени техники и постапки, после тоа он фактички физички одделен од наркотиците, во наркон нема наркотици, и во координација со нас и со родителите доаѓаат на посета, си има предвидено кога е посета, има телефонски јавување, може да користат интернет, така натаму. Не е оној систем како што ги спомнавте вие, системи затворени, каде што... Пошто, пазите сега, тоа е многу интересно прашање. Ако вие него му давате наркотици во центарот, вие нема да може да имате контрола. Тоа е исто како пијан човек во кафана, нема шанси да има некој контрола ако почне да прави бели во кафаната. Значи, они со физичкото спуштање, фактички, после тоа, не користат наркотици и со комуникација се договараме. Доаѓаат родители, девојки, жени му доаѓаат, има ден, да кажеме, недела има посети и они тука си комуницираат со нив. Обично кога доаѓаат родителите ме прашуваат, пошто ние сме граѓанско здружение, ме прашуваат како мојот да викам гај господине, вие може слободно да си направите мојот и да го прашате, тој дали е задоволен од тоа. Што јас ќе ви кажам, нити сум доктор, нити можам да ви кажам, што како ја можам да ви кажам само во центарот дали ги почитува одредени правила кои што постојат во центарот, онака човечки правила, значи со куќен ред, со чистење, со јадење, со прање, дали тоа го почитува. Сето друго е оставено на него индивидуално, затоа се вика студент, самиот си ги получува. А практично имате куќен ред и самите се грижат во потоа, нели, за... Да, се ставаат на позиција, на причина да бидат врз животот и да почнат да прават одредени работи, да се грижат за својата околина, за себе и така натаму. Такви спасени приказни, на прав пат веќе изведени, ќе видиме во продолжение вечерва во емисијата. Може да ве најдат сега популарно интернетот, често го споминуваме во емисијава, на Facebook исто, оние кои ќе посакаат да ве контактираат, Нарконон Балкан постои, нели, ја споменавме и веб страницата, за да дојдат можеби до одредени информации и контакти, а може и нас лично во тунел да ни се обратат и ми е драго што реков имате голем дел и процент, да не речам повеќе од 90% на оние кои ја поминале Нарконон, нели, програмата и го здогледале, еве да речеме една асоциација на името на нашата емисија, светлото на крајот од тунелот во кој се нашли. Јас се надевам дека уфативме убав дел од она што сакавме да го објасниме со оваа програма која е посебна. Јас ве прашав, но не ми кажавте или само го начнавме муабетот околу некои радикални мерки кои што се употребуваат надвор од нашите граници околу лекувањето, како со употреба на физичка сила, затварање и, нели, воопшто... Да, видите вака, јас кога фактички се распрашува врска со оваа иницијатива фактички за кое решението би било, го побарав решението фактички на Западот, бидејќи според некои информации од таму дошла таа култура на дроги. На Балканот конкретно, добро е прашањето, не ви одговорам, сега ќе ви одговорам, на Балканот конкретно под велот на лечење и на рехабилитација се отварат одредени центри. Јас не би ги коментирал нивните методи кои си, дали е тоа. Јас, кога го барав тоа, ги видов и тие, дека постојат такви. Например, во Хрватска постојат многу такви заедници кои што на не знам каков начин, религиозни и вакви и такви заедници, на кои што му помагат. Не знам, мислам дека има околу 60 центри во Хрватска, наивната идеја на целата влада да ги тргнат, да не прават проблеми во општеството по такви центри, од секаква провиненција. На Балканот се случува такви случаи. Мене не ми се до крај јасни тие методи, бидејќи не може да ги дознаете онака јавно како што може да дознаете во врска со наркон, ги има и точните чекори и што се прави и затоа и не викаат во емисија, ние сме отворени за тоа. Не можете и онака има некои шпекулативни информации што се прави, како се прави, па не знам на сила, па ги тепаат. Сега скоро у Србија некој го убија у центарот. Јас само за како одговор на целото ова дека ние како центар и програмата го третираме човекот како човек, му се обраќаме на човекот и му помагаме на човекот да самиот да се реши својата зависност. Значи, ништо подоле од човек не го третираме, исто како што сум јас. Значи, не работиме со некои предрасуди во врска со тие луѓе да имаме посебен некој однос, нити па ние, затоа и студент го викаме, бидејќи самиот се студира, не го третираме ни како пациент, бидејќи малце поразличен односот,
Значи баш онака точно се дадено, ако не беше измислено, ја да ви кажем искрено, немаше ни да прифатам да правам оваа работа. Значи постојат сите други центри, јас немам точен увид, баш пред емисија ги гледав, не можам точно да дам што се случи. Значи таму ти вика, не знам, тој е рехабилитациски центар и не знам таму учи нешто, чита и не знам што и нема точно објаснето. Нашиот фактички програм, нарком програмата ги јавно на веб-сајт ги постојат одредени чекори. Може некои да не му се допаѓаат, меѓутоа тоа нас ништо не ни значи, бидејќи ние знаеме дека ова фактички не нас, на луѓето што биле кај нас му дало резултати. Тоа е многу важна таа работа. Затоа ќе ви се заблагодарам и од името на оние кои драги, блиски луѓе, поминали низ програмата и повторно ќе речам се вратени на вистинскиот пат во животот и да ви заблагодарам што отворено и без никаква задршка и размислување прифативте да бидете во тунел и вечерва да позборуваме. Рековте пред малку дека не шпекулирате многу со бројки, ама ние направивме едно мало прилогче во кое зборуваме за одредени статистики токму на ова, ако можам да кажам, тема или проблематика. Ви благодарам. Истина вам. Порокот е практика или однесување кое се смета за неморално, расипано, а во некои општества и понижувачко. Цигарите, алкохолот и дрогата се најчестите виновници за луѓето да станат порочни и зависни. Лекарите велат дека луѓето се зависни од она што им пружа пријатност кога е присутно, а болка кога е отсутно. Без овие компоненти, уживање и болка, нема зависност. Секој кој е зависен од алкохол, дрога или коцкање, има можност со силата на својата волја да престане со практикување на својата зависност, но нема можност да избегне абстиненциската криза. Кога тоа би го можел, воопшто не би бил зависник. Дрога е природна или синтетичка хемиска супстанца која влијае на физиолошките и психичките, интелектуални, емоционални, мотивациони функции, односно дрогата главно делува на вегетативниот нервен систем. Повеќе кратна употреба води кон зависност. Земањето на некои дроги како хероин, крек и кокаин брзо предизвикува зависност, а наглото прекинување на нивната употреба предизвикува појава на абстиненцијален синдром. Според Светската здравствена организација, дрога е секоја супстанца која е во состојба, кога ќе се најде во жив организам, да модифицира една или повеќе негови функции и по повторната употреба да предизвика психичка или физичка зависност. Многу денешни дроги низ историјата се користеле како лекови. Сумерите, кинезите, ацтеките и други народи користеле опиум, кокаин и халуциногени габи за отстранување на болки, зголемување на физичката издржливост на воините, како и во обредни, религиозни и други слични цели. Врз основа на податоците земени од Светската здравствена организација и Обединетите нации, минатата година чесите ја добија титулата Народ со најмногу пороци. Рангирањето било извршено според тоа колку луѓето се подложни на болести на зависности, дрога, алкохол, но и коцкање. Чесите својата титула ја заслужиле поради највисоката потрошувачка на алкохол, но исто така водат и во користењето дрога, меѓу нив има најмногу пушачи на марихуана, а по потрошувачка на екстази се на второто место. По чесите следат Австралија, Ерменија и Шпанија. Во Македонија, според последните истражувања спроведени од страна на Државниот завод за статистика, кон крајот на 2011 година се регистрирани вкупно 1052 алкохоличари и наркомани кои користат социјална заштита. Од нив, најзастапени се оние на возраст од 26 до 45 години. За ситните грешки кои добија фатална димензија во нивните животи, но и за успехот да се избават од истите, во прво лице вечерва на оваа тема ни зборуваат следните гости. Ќе ги поканам Давид, Енида и Сидрит. Добро вечер. Добро им дојдовте. Повелете. Добро вечер. Мирдита? Може? Мимбрама. Мимбрама. Ова го напоменав, бидејќи Сидрит одлично зборува македонски јазик. Ќе ни поминеме малку во комуникацијата со Енида, а со Давид ќе се разбереме онака скопски, што се вели. Добро вечер за вас, вие веќе го поминавте Нарконон програмот. Точно. Успешни, свежи, насмејани сте овде да споделите дел од личните искуства и тоа ќе значи дел од помош за оние кои сега можеби не гледаат моментов и ќе се најдат во некаква слична ваша животна ситуација и приказна. Ајде ќе почнеме со Енида, да ја дадам предност на дамата. Зборувавме за тоа дека овој програм има студенти од секаде од Балканот. Сидрит и Енида доаѓате од Тирана. Да. Кога дојдовте првпат овде? Или како разбравте за програмот во Македонија, Енида? Симоне веќе по програми. Програмија мора да беше на Тиран, на мојот фамилија стима.
Неговата фамилија дозна за програмата. Dhe më pas, mora me njerë vendimin që të vija në Maqedoni për И program. како дознав за тоа, одма одлучи дека сакаше да дојде во Македонија. Македонија да проба. Пробувавте ли пред тоа со други методи? Ќе пробува para се метода тjera. Shumë metoda tjera dhe asnjëra nuk ka funksionuar. Многу други методи, ама ни една не даде успех. На колку години станавте зависник од наркотици? Sa vjeç, kur fillohet me jednë? Për herë të parë në moshën 14 vjeça. Прв пат во 14 години. Што конзумиравте? Qa e qafë? Si fillim ka filluar me hashashin, marijuana. На почетокот марихуана. Потоа помина во потешки, претпоставувам, наркотици. База сај më të forta. Pa. Да. Давид, вие сте од Скопје, Така? сега веќе на возраст од 24 или 5 години, така, 25 години, но со злото би рекле или како што нарекуваат чумата на 21 век, се запознавте исто многу рано. Да, Имавте чинам некаде 11 години? точно. Како се запознавте? Како се запознав? Се запознав преку друштвото. Имав пријатели доста што конзумираа, беа постари од мене. И така почнав. 11 години навистина многу мала, рана возраст. Сметаме дека тогаш нашите деца уште нели си играат на улица и така натаму, безгрижно имаат детство и така натаму, но вие се соочивте со една друга сурова, би рекла јас, реалност. Во тој период, што си мислевте, дека е забава, дека е почнате со марихуана или со нешто? Да, со марихуана почнав. Мислев дека е забава, окей да бидам со нив, другари, пријатели. Немаше Така, назад? ама. Немаше назад. Едноставно. Да. Потоа навлекувањето оди како? Се почнува да така од забава и така натаму, но можеби кога сте од порана возраст, кога сте помали, лесно може да, ако можам така да кажам, се подзалажете дека тоа тој начин на живот кој ќе го изберам и ова е тоа што впрочем ми треба кога сте во заблуда и воопшто за животот бидејќи сте навистина млади. Така, точно. Јас можам да кажам за мене, значи, во тој период како пробав, и ми изгледаше дека е сето тоа окей, да се прави супер и почнав така. Значи, степен по степен, од марихуана стигнав до хероин и на метадонна терапија да завршам. Имам поминато сите видови на дрога, значи. Колку години земавте наркотици? Бевте зависник? 12 години. Цели 12? Да. Во тој период снабдувачите како? Лесно се доаѓа до нив кога веќе се навлезени во тој свет? Претпоставувам дека да. Да. Штом веќе Многу лесно, значи. И ја и како што знам да кажам, во државата нели едно време беше забрането после 7-8 пиво да се купи. Зборував дека е полесно да се купи дрога од алкохол. Мада и алкохол е еден вид на дрога. семејството ви помагаше во периодот, претпоставувам. Точно, значи од семејството целосно поддршка има во секој еден миг, момент, кога и да ми требало. Разбиравте ли, доаѓаше ли до вас, допираше ли информацијата дека се борат за вас, за вашиот живот, за ваше подобро утре? Бидејќи се навистина долги години. Така. А тие претпоставувам дека и во некоја почетна фаза можеби се запознале со тоа што вие правите во вашиот живот. Така, јас искрено не бев свесен во тој момент, значи во тој период дори бев под дејство на дрога, да можам да приметам дека едноставно сака да ми ги отворат очите, да можам да видам, не допираше до мене. И потоа сакам да продолжам со делот муабетот каде навистина се вложува вашето семејство, пред се мајката, нели, тука како голема улога во вашиот живот и човек кој сакал да ве доведе до ова што и на крајот на криштата ве гледаме овде денес. Сидрите овде кои повторно ќе речам дојде од исто со нас од Албанија, зависник од, претпоставувам, процесот е сличен, се почнува со марихуана, па потоа тешки дроги. Да. На колку години вие за прв пат се запознавте со На дрогата? 16. 16. Да. Тоа се случи во И некаква потоа, уште 6 години, како на забава, друштвото, како оди да, тоа? на почетокот беше нешто што беше убаво. Ама И како интересно, да се да, биде интересно. дел од- Мгм. И како помина времето, веќе не е повеќе убаво, мора да го правиш тоа. Станувате зависни. Да. Што велеше и Борчет, состојба веќе на умот. Претпоставувам, не може да кажеме дека е некако. Стануваш од сабајле, мислиш за тоа, немаш друга идеја што да правиш, само тоа. Те интересира, ако завршиш таа работа, Се е може да подруга. се легнеш, да. На што се бевте вие? Што се користевте? Исто така почнав со марихуана до тешки дроги као хероин, кокаин.
Кажете ми, вие за програмата разбравте како, бидејќи од Албанија знам дека има конекција, како што рековме, но сепак, дали некој ве упати, сами дојдовте или ваши блиски дојдоа до информацијата за овој програм, па да дојдете овде? Да, татко ми дозна од еден пријател што е од Македонија и ја немав пробано некои други методи, ама како го слушав, нешто ме привлече да го пробам тоа и дојдов и почнав со програма и бев задоволен и го завршив. Завршите со програмата, сега волонтирате? Да, имам 2,5 години. Вие сте студент, мислам, на фармација, ако не се лажам, Да, или? да. Така. Студирате фармација каде? Да, во Тирана. Во Тирана. Да, последна година, ама го оставив малце на страна таа работа и сакав стварно да му помогнам на луѓето и плюс дека сега програмата е и на албански јазик и порано не може да биде така, да немаше супервизор за некој студент што знае само албански. И затоа ја останав таму за да можам да го помогнам на тие што не знаат англиски. Еве сега знам дека Рида знае англиски, но сепак за да не е дупло преведување имаме од англиски и слично, ќе уште малку го продолжиме муавето. Од аспект на девојче обично, па еве сега подеднакво и момче и девојче, но сепак нели кога ќе навлезе во светот на лошото и еве конкретно правиме муавет од зависностите, имавте ли некаква одбивност со типот дека ви треба помош во смисла на да се уклучат тука организации или вакви програми и така натаму? Се чувствувавте ли поранливо или дека ќе дојдете во средина каде што е за вас непозната, друга земја сосема, како ќе ве прифатат, како ќе се снајдете во таа целата средина, сепак сте, нели, и од друга земја, но и на крајот на криштата повторно ќе речам, можеби она женското во вас проработува. Ќе го скусиш ова Сидрит или да го скусам јас? Може. Добро. Thot që, edhe si vajzë, edhe plus që kur e more veç do të shkoshen në vend tjetër, me njerëz tjerë, në një organizacië që nuk e njihje me njerëz që nuk i njeh, a kishe në lloj frike, se në lloj angthi, se ku po shkoj, çfarë do bëj aty? Ja, absolutisht jo. Sepse në krahasim me çfarë problemi kisha unë, që kisha problem goxha të madh prej 11 vitesh që nuk po dilje dot nga rruga e të marrë me drogë. Gjëja e parë sapo e mora vesh për programin që funksiononte rreth parë pa metodat si metadonia, metoda tjera, që ishte thjesht me vitamina, direkt e mora vendimin për të ardhur. Ne vika ne razmislov dva pade sa тоа, во споредба со тој проблем што имав ја за 11 години, ова не беше ништо. И плюс дека имав пробано други начини, немав успеано во тоа и морав да пробам нешто за да имам успех. Проработи ли мачинскиот инстинкт кај Нида? Punon ai instinkti ma maksi mund të ketë këtë. Okej. Më para as nuk e çoja në përmend, por tani që jam shumë më mirë dhe jam duke menduar se si tete sa më përpara në jetë, e kam. Порано не ни размислав во тој насоп, не ми паѓаше во ум тоа, ама сега гледам дека сум стварно во висока состојба и гледам за иднината и нормално мислам и за тоа. И сега иднината, вака сега вие заедничка, Давид и Нида сте во љубовна врска меѓу другото, се запознавте токму во подкожув би рекле, нели, во Нарконон Балкан. Таму се роди љубовната врска меѓу вас? После колкав период на познавање и Па вака, ние сме заедно 3 месеци, се знаеме година дена предходно на програм. Да ме прилики кој филуват. И тоа е, значи 3 месеци сме во врска сега, официјално така. Полесно ли да се биде со човек кој ја имал сличната животна во случајов иста приказна? Може, мислите дека е полесно да ве разбере некој кој е поминал низ пеколот, како што сте поминале вие, за да може во животот понатаму и заеднички полесно да градите иднина, или? Па така, да. Моето мислење е така дека може полесно да си најдеме разбирање еден за друг и полесно да го живееме животот двајцата. Како би се поставиле вие во улога на родител од овој аспект, кога веќе тоа сте го поминале? Со Борче слушавте како зборувавме, можеби кој е најдобриот метод од родителски аспект да бидете поставени кон вашите деца кога секаде околу нас пороци ги има. Не можете да ги заштитите и да ги затворите. Зборувавме, нели, дека е убаво да се биде отворен и да се зборува на тема и на прашања кои се околу нас. Вие како некој кој тоа лично го имате искусено и доживеано, сте размислувале ли веќе сега во периодов како би се поставиле како родител? Како јас би се поставил како родител, па значи сега со сите тие информации што ги знам, сум доволно едуциран околу животот и многу добро знам каков е животот со дрога. Би се поставил на еден начин што би комуницирал доста на таа тема со моето дете. И
може да му дам некои плюс информации за да тоа биде со плюс информации за поради превенција од такви дроги и Ви алкохол. кажали искрено на вашите деца ништо сте поминале и дека сте имале ваква ситуација? Мија да. Енида? Не за пациент кој ќе ми Monte тоа што хапа па проблем финис тон че ќе пазок што лој проблеми да ќе зиве. Patjetër që po. Nuk kam asë lloj komplekse ndaj asaj teme tani. Kështu që patjetër që do i flas për të mirën e fëmisë. Обавезно и немам никакво проблем да го Предрасуди, кажам, да, никаков да проблем се- да го кажам тоа, да и за подобро за детето и ќе го кажам тоа. Што ве боли најмногу кога ќе погледнете во минатото од тој период кога не сте биле, сигурно сум претпоставувам, поточно ни свесни за тоа што го правите, на вашите предци зборувам блиски. Еве родителите кои се и најголемата жртва семејството во периодот кога се обидувале да ве вратат на вистинскиот пат. За сите подеднакво важи прашањето. Ча Може во меѓувреме додека Сидрит да преведува да искористам Давид да ми одговори. Окей, па. Ча дм шум. Предпоставам сте изгубиле многу. Така, ја имам изгубено доста, значи со другарувањето со дрогата, многу не гледам назад. Значи живеем денеска и си ја градам мојата иднина. Има многу моменти, значи што ме болат од животот, многу уништени работи, значи сето она што моите родители го правеле за мене, јас сум го упропастувал. Не сум бил свесен во тој момент, значи не сакам да се правдам и има тие се многу ситуации, многу моменти што ете така има, остава болка, трагови да кажам, али сега моментално Убавото во овој момент Да. и она вие некаков правец сте во животот апсолутно е да се занемарува сето она што во годините нели назад поминало. Прашањето реков и за вас се однесува, можеби најмногу вака што се го чувствувате како терете ве. Okej, në ato 11 vite, ndër 11 vite që kam marrë, nuk është se kam jetuar sa për 11 vite, kam jetuar shumë më pak dhe gjithë ato jetë që kam bërë me shumë siklete. Најлошо од тие 11 години е дека јас стварно по време беа 11 години, ама беа како да живеев многу малце време. Кратко. И поминаа така како ја не може да се сетам на тие моменти. Тоа детство, таа убавина нели во растењето во она безгрижносно наречено детство, па средношколските денови практично како да сте ги преспале, ако можам така да речем. Да. Така му доаѓа, нели? Што ви се бендиса многу во делот од програмот Нарконон кој вие веќе го условно речено сега доживувате повторно до аспект на волонтери. Сите тројца волонтирате колку што ја имам Да. информацијата веќе во центарот, така? така. Кој момент го доживувате како посебно успешен или едноставно што е она што го доживувате момент- како на вистина од голема помош во целиот тој метод? Почема шума се е пријатно. Така, за мене, значи, си волнетари. Сите одредени чекори си имаат своја убавина внатре во нив, има од секој еден курс што да се научиш, што да можеш да видиш. За мене најдобро беше сауната, кај што ги оставаме нели нашите отрови од телото. Ми ја врати она цела животна енергија да можам полн со енергија и со елан да одам напред низ програмата. Има значи за секој одреден курс има што да се види, што да се научи. Сидрит? Јас може да кажам од аспектот на волонтер дека најубавен момент е дека кога ја као волонтер имам супервизиран од почетокот на крајот на програма еден студент во Албанија и го заврши програмот, изеде диплома за тоа и до ден денес е сега што треба. За мене нема поголем успех и поголема радост од да гледаш некоја фамилија што му се има вратено се што имаше изгубено. Енида? Okej. Dhe që mund të bëhet mend për të gjithë, që është dita ku studenti është më i gëzuar nga gjitha herët, është dita diplomimit për mua, pëlqen shumë. Dhe tjetër është dhe kur ka fitore gjatë kurseve ndryshme që bëhen, po kur ka fitore më të mëdha se zakonisht, dhe i ndryshon komplet mimika fytyrës, është shoqeshur. Тоа што имам приметено ја, нормално дека најубавиот ден е и за мене, кога зедов дипломата за завршување на програмот, ама исто така, после секој курс, гледам дека студентите имаат многу успеси во тоа и гледам како кога има некој успех што е поголем од другите, како цела мимика во лицето му се сменува, цело лице му се сменува и го гледа што е радост што има за моментот. Значиш ли многу на почетокот, кога бевте во таква фаза и состојба во животот, кога почувствував се дека на крајот на криштата тука ве третираат како што рече и Борче, нели, пред се луѓе кои имаат зависност.
Луѓе кои се подеднакви со сите нас останатите и луѓе на кои што треба да им се обратиме и со почит. Не се маргинализирани, ниту треба да ги ставиме на некаква таква граница, ниту така да се однесуваме со нив. Туку обратно, со почит и едноставно да им помогнеме сами да си го дознаат патот во животот што и како и сами да се студираат себе си. Беше ли тоа онаа можеби, не знам, клучна точка, ако можам така да кажам, која кај вас побуди ни други чувства, да сакате вистински да се изборите против зависноста? Така, за мене, јас кога почнав да го правам програмот, бев примерно онака. На колку години почнавте? На колку години почнавте со програмот да го применувате? На 24 години, да, почнав да го применувам програмот, бев онака видов слобода дека може да правам што сакам. Значи и дека ми ги вреднуваат работите што ги правам, без разлика што е, дали нешто сум исчистил, сум средил или некој дрва сум исцепил, не битно, пошто таму као дома си седим или сум така, да, или сум сготвил некое јадење и тоа само ми даваше волја да одам напред да направам уште нешто плюс подобро и подобро и подобро. Да се докажете. Вие? Па тоа да, за мене групата Нарконон е као фамилија. Нема ништо, ни повеќе ни помалце од тоа. Исто така као да имам и таму дома во Тирана и тука. И стварно сите луѓе што работат и што се студенти и се као браќа и сестри и гледам дека исто така како кога бев јас студент, како ме третираа, може уште подобро сакам да ги третирам другите. И тоа останавте во добри пријателски односи со поголем дел од да. студентите кои се најдоа нели во исто време со вас и кои ги сретнувате сега? Во комуникација сте? Да. На повеќето ни да. Нормално. Сите две имате и девојка од Македонија? Да. Влюбени? Да. Девојката е од Прилепчина, така? Да. Има повеќе од 2 години може што се заедно и седиме таму и помогнаме на луѓето, нормално. Во каков правец сега се движи вашиот живот? Покрај нели тоа што волонтирате, веќе си имате претпоставам поставени некакви си цели кои сакате да ги исполните. Делумно да се надокнади изгубеното, вие ви споминавте за фармација, желбата истото и да се заврши, и Давид ме интересира како можеби низ годините се гледате доживувате. Каде продолжувате? Се запишувате на факултет, сакате да продолжите или? Така, значи сега за сега во блиска иднина да кажам, мојот план е сакам да одам као на плюс обука во Америка, за да можам да се вратам со тренинг, онака како што треба и да му помагам на другите зависници што сака да го сменат животот. Со образованието до каде застанавте? Јас завршив само средно и тука да. Тука запрем. Застана. Енида? Океј, плани është që ti dhe unë në Amerikë me Davidin për të bërë kurse më të larta për supervizor, po supervizor në mënyrë që ndihmoj studentët që janë shqiptarë. Истиот план имам јас заедно со Давид да одиме во Америка и да правиме обука за супервизор, поголема и повисока класа, за да може да му помогнем на студентите од Албанија што ќе дојдат понатаму. Таму има студенти од Албанија, од Македонија, имаше чина ми од Грција, не знам се уште дали има. За моментот не. Така, има од Словенија? Бугарија. Од Бугарија. Да. Се работи со сите подеднакво исто и дружбата е подеднакво иста, не познава граници. Не, никакви. Тоа ми се допаѓа. Кажете ми само пред крајот совет, ако може така да се каже, од некој кој лично ја доживеал приказната. Лесно е да се мудрува од онаа другата страна, нели? Да се оцрнува или можеби да се критикува, но многу е потешко вистински кога тоа ќе го доживеете и поинакви се претпоставам по и советите кои доаѓаат од таму. Затоа ве прашувам за крајот. Така, јас значи некој совет неам да кажам, може да дам на порака само дека решение за зависност од дрога и алкохол има, треба само да се побара правиот пат. И да се посека можеби вистински. Точно. Да. Сидрит? Тоа што сакам да кажам ја дека ја може малце касно дознав за Нарконон. Има луѓето сега што знаат, имат шанса да прекинат со тоа на време и да му биде многу полесно. И да не одат до крај на работите, па после да проба да ги средат. Енида? Okej. Jeta është shumë e bukur pa droga dhe vetëm mënyrë nëse je i varur nga droga, vetëm zgjidhja që mund gjesh është nëpërmjet programit Narconon dhe normalisht mënyra se si ndjehesh tani kur ke lënë drogën është shumë jeta është shumë e bukur pa drogë. Живот е многу поубав без дрога и уште поубаво е дека има начин како да прекине со тоа и да стварно да доживее моментите од живот како што треба.
Многу ви благодарам што вака искрено, без задршки, вие исто прифативте да гостувате и воопшто немавте никакви предрасуди од типот треба да се појавам или не за да кажам што ми се случило во животот и кога можеби вака поотворено би ги доживувале работите и би зборувале за истите, многу помалку би рекла ја злото би го имало или би му дале простор да зацарува истото. Се надевам вака среќни весели за неколку години ќе ве видам и зголемени како семејства, како фамилии и што поголем ќе биде бројот на оние кои се разбира ќе го поминат многу успешно програмот и можеби во некоја следна прилика ќе ни се придружат и нам овде. Од срце ви посакувам убав и успешен живот и до следната среда. Уште еднаш ви благодарам што денес одвоивте време да бидете со нас. Верувам дека и ова беа инспиративни приказни за вас. Би рекла само верувајте си во себе и во доброто, во какви да се најдете животна ситуација. Помислете дека секогаш има и светла точка на крајот од тунелот и дека има помош кога се сака. Ви благодарам. Нашиот херој за месецов, Јован Коловски. Слушнете ја неговата приказна. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегува во пресрет и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Знам. Тато. Тато. Тато? Ами... Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста. Јован го разубеди животот да му се врати, но помошта се уште му треба. Вашето малку за некого многу. Ако можете и ако сакате, споделете.